Добар ден, почитувани, ова е уште една нова телма амбуланта. Современиот забрзан животен ритам носи поголеми и помали стресови, па сите ние научивме да живееме под хроничен стрес. При тоа стресот предизвикува психички и физички реакции на организмот. Што ги поттикнува овие реакции на стресот? Дали зад нив стојат хормоните? Каде се излачуваат хормоните на стресот и дали се проблематични само нивните покачени или пак можеби и намалени вредности? Се за хормоните и стресот од денешниот разговор со доцент доктор Искра Битоска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Останете на Телма, следува интересен разговор. За хормоните на стресот во денешната Телма амбуланта разговараме со доцент доктор Искра Битоска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Доктор, ке задоволство што сте повторно во студиото на Телма и добар ден. Добар ден и ви благодарам на поканата. Секогаш ми е навистина многу мило кога сум со вас. Многу често можеме да слушнеме како луѓето велат дека живеат под стрес, дека се изложени на хроничен стрес и тоа го прифаќаат како нешто природно и нормално. Но на стресот има одредени реакции од страна на организмот, како физички, така и психички. Што всушност ги поттикнува овие реакции? Стресот е многу составен дел од нашите животи денеска. Не можем да кажем дека стрес немало порано на нашите родители, мајки, татковци, баби, дедовци, меѓутоа некако со денешниот модерен начин на живење, со компјутерите, со мобилните телефони, достапноста на секаде, стресот мислам дека ги веќе завзема навистина многу јаки размери и тоа секако дека има реперкусија, односно има последици по нашето здравје. Тука се хормоните преценили, кои што вака како зборче многу широко делува и многу непознати за луѓето, се додека не се соочат со некоја хормонална болест. Повеќето луѓе кои што живеат под стрес велат дека се зависници од адреналин, но всушност има еден друг хормон на стресот кој што повеќе се потенцира, а тоа е кортизолот. За каков хормон станува збор? И кортизолот и адреналинот, и двата се хормони на стрес. Всушност, скоро па сите се хормони на стресот. Не знам дали сте знаеле, значи покрај адреналинот кој што е општо познат кај луѓето, кој што се лачи од надбобрежната жлезда, исто така и кортизолот, кој што го спомнавте, исто така се лачи од надбобрежната жлезда, само што од различни структури на надбобрежната жлезда, инаку адреналинот делува акутно во моментот, тој стрес го средува адреналинот, а кортизолот е одговорен за похроничниот стрес, сакам да кажам за подолготрајниот стрес. Но што се однесува и до другите хормони, не знам дали сте знаеле дека пролактинот е неверојатен хормон на стрес и се покачува многу струко кога сме во состојба на стрес. Едно обично вадење на крв може пролактинот да го качи многу. Тоа е тој хормон што се излачува од хипофизата и е поврзан со доењето, всушност кај жените. И при доењето, да, затоа што многу често се греши, па пролактинот кога е покачен, веднаш ги праќаат кај нас. И при доење се лачи пролактинот, нели? Исто така тестостеронот и неговите метаболити, исто така се хормони на стресот. Стрес, хормонот на раст и тој, значи, скоро па сите хормони кои што ги лачи нашето тело се излачуваат во состојби на стрес. И кога ќе погледнеме еволутивно е многу логично, заради тоа што нашето тело се брани. Значи, кога ќе почувствува некаков се сигнал на опасност, тој се брани на тој начин што ги активира сите овие хормони и други, патем, глукагонот, да речеме, кој што е контраинсулинот, е исто така хормон на стрес. Значи, многу хормони се лачат при стрес, и сите тие делуваат на свој начин за да му обезбедат на нашиот мозок, кој што тогаш се смета во состојба на стрес, нашиот мозок се смета за централен, нели, диригент, и мора да му обезбедат на мозокот, нели, доволна количина на шекер. Се е во врска со шекерот. Значи се е поврзано со шекерот и со реакциите во критичните ситуации. Бори се или бегај. Всушност хормоните го овозможуваат сето тоа. Исклучиво хормоните, никој друг. Ние сме многу хормонални суштества. Кога
Ке земеме да истражуваме малку на оваа тема, како главен хормон на стресот се појавува кортизолот. Каков хормон е тоа? Споминавте од надбубрежната жлеза се лачи. Тоа е стероиден хормон, масен хормон, значи се произведува од холестеролот, се произведува од масти. Значи има две групи на хормони, едните се протеински, другите се масни хормони. Значи овој основно градивно јадро на кортизолот е баш нашиот холестерол, кој што колку е лош, нели, и толку се трудиме да го намалиме во одредени болести, толку мора да го имаме во доволни количини за да сите овие работи, нели, се средени во текот на живот. Значи тој е хормон, практично без ниту еден хормон човекот не може да опстане. Може да опстане без тестостеронот, може да опстане без естрогените и затоа нели сме зборувале често пати за нели во текот на старењето како овие хормони се намалуваат. Менопауза, андропауза, така. Исто така се намалува и кортизолот. Имаме и кортизолот се намалува во текот на годините. Кај 70-80 годишен човек, да речеме, само 20% од кортизолот е останат од оној што бил кај тој човек на своји 25-30 години. Тоа се вика адренопауза. Исто така и хормонот за раст, кој што е присутен и за кој што прилично малку сме зборувале, оти болестите на големо лачење и на намалено лачење на хормон за раст не се толку чести, но тој помага не само при раст, значи не само при растење, тој си го има во одредена количина кај нас, заради тоа што е градивен хормон, значи делува градивно на мускулите, делува градивно на сите клетки, значи неопходен е, и тој се намалува со текот на годините, исто како и сите други хормони. Значи и овој кортизол, за кој што зборуваме, кој што е најголема концентрација некаде меѓу 20 и 30-35 години, кај секој човек, полека почнува да се намалува. Но ако сме под хроничен стрес, ќе се излачува ли кортизолот во поголеми количини? Да, како не. Се излачува во поголеми количини, и тоа во доста поголеми количини, и доколку е тоа поконстантно може да направи проблем. Ќе даде некакви симптоми? Симптомите се повеќе, сега зборуваме, ако зборуваме за зголемено лачење на кортизол во делот на стрес, имаме симптоми и тука. А ако зборуваме за зголемено лачење на кортизол при тумори на надбубрежни жлезди, тоа е веќе сосема друга работа. Значи, двете работи мораме да ги разликуваме, но често пати при мерење на базалното ниво на хормоните, кој што секогаш треба да биде некаде меѓу 8 и 9 часот наутро, значи, нам не ни се битни во еден пресек хормоните. Значи, сабајле меѓу 8 и 9 или кога и да ги измериме кај еден човек, воопште не ни се битни хормоните во тој момент какви се, бидејќи, например, ако човек под хроничен стрес, ќе бидат покачени. И пролактинот ќе биде покачен, и кортизолот ќе биде покачен, и тестостеронот ќе биде покачен, или неговите метаболити. Токму затоа е многу комплицирана нашата наука. Значи, ние секогаш за дијагностицирање на една болест имаме тестови, правиме тестови, или се супресивни, нештото да го поднамалиме лачењето, или ги стимулираме лачење, па потоа одредуваме повторно вредност. Значи, само сакам да им кажам на гледачите дека тоа што во еден момент се земени сите работи не ни се така ќе направат една лабораторија, ќе речат тие хормони не ми се леле, борат, имам пролактинот ми е проблем. покачен, па леле, кортизолот ми е покачен. Значи ништо не мора да значи. Ништо не мора да Тоа е значи. испитување. Апсолутно. Велам, пролактинот може, кортизолот не толку, пролактинот може да се покачи само при, да речеме, трчаш на доктор, ти си веќе самиот збор доктор, нели, значи стрес. Стрес, така. Па да уште, нели, па ако доцнеш на доктор или на закажен термин, па она гужва која ќе видите во нашите амбуланти, сакале не сакале, вие сте под стрес, колку и да сте смирени, така? Така ќе покаже сега и Во покачен тој момент- кортизол, и покачен пролактин, и покачени останати. Така. Значи, базалната хормони. вредност, тоа нешто сакам да кажем, воопште не И па ни како тогаш еве ќе ја одредите вредноста, доколку сметате дека некој пациент има проблем со тестови. кортизолот? Правиме тестови. Како ќе го направите тој тест? Како ќе Како го смирите изгледа? пациентот? Како изгледа, например, еве, конкретно за оваа работа, за да видиме дали кортизолот го лачи тумор на надбубрежна жлезда или е резултат на подолготраен стрес, даваме една таблетка, дексаметазон, тоа е кортикотаблетка, во 23 часот навечер. Преку оската на хипофизата би требало наредниот ден во 8 часот сабајле, значи повторно пациентот доаѓа во 23 часот вечерта дома, Ќе го испие апчето. таблетката и ја пие.
наредниот ден во 8 часот, кога викаме кај нас повторно. И таа вредност треба да биде одредена. Точно имаме вредности колку треба да биде под колку треба да биде за да видиме дали таа оска функционира нормално или не. Ако е под стрес, предпоставам дека ќе се Ќе биде нормализира. нормално, да, точно така. Ако се туморот работи се за лачи тумор, неограничени количини. Како и секој друг тумор кој што е хормонално активен, исто и еве да речеме туморот на надбубрежната жлезда. Имаме и фотографии, ќе можат гледачите да видат кадето че се наоѓа надбубрежната жлезда, и тоа вие ќе го искоментирате во текот на емисијата. Но што се случува со телото кога има зголемено количество на кортизол? Телото е комплетно во грч. Нападнато е телото, нели? И тогаш практично се лачат сите овие хормони, не само кортизолот, затоа упорно инсистирам на сите, меѓутоа овој најлесно се мери. Организмот е нападнат, е под стрес, се стеснуваат сите, значи тука веќе и други хормони играат улога, се стеснуваат сите крвни садови на периферијата и крвта ја носат во мозокот, во срцето, нели, сето тоа, за да може да функционира и за да мозокот реагира како што треба. Ќе се качи крвниот притисок? Ќе има таков проблем? Како? Дали ќе се покачи крвниот притисок? Апсолутно. Се покачува крвниот притисок, се прошируваат зениците. Многу работи се случуваат во организмот. Ние сме на штрек по цело време. Значи, мозокот функционира Сонот ќе биде неверојатно брзо. нарушен? Сонот нарушен ќе биде? Апсолутно. Тоа е веќе при хроничен стрес, нели? Значи, сонот е секако нарушен. Нема или имаме депресивно расположение, или биполарно расположение, имаме во еден момент, нели, човекот е многу расположен, па во другиот момент е многу депресивен. Во секој случај има, расположението. притисокот секако се качува, срцето забрзано чука, тахикардија. Проблеми со стомакот некогаш се вуваат за време Проблеми на со стресот. стомакот, тука мислам дали се работи, најчесто се работи за диареја, но тоа се веќе други хормони, меѓутоа сите овие хормони се лачат во состојба на стрес, не само кортизолот, затоа кажувам организмот делува како целина. Не само кортизолот се лачи, а сите останати хормони спијат. Него целиот организам е спремен за борба. Се изместува од рамнотежа. Тотално. А зошто има лицата под хроничен стрес или пак при акутен стрес потреба за јадење на благо? Затоа што на мозокот му треба благо. Тоа што споминавте на почетокот. Спомнав на почетокот, да. На мозокот му треба благо и најчесто имаме потреба и тоа е исконска потреба, не е контролирана. Доколку кортизолот постојано се излачува поради хроничен стрес, може ли да се истрошат неговите резерви? Во принцип, не се трошат толку неговите резерви, колку што настануваат пак и други болести кои што го дефокусираат пациентот. Кортизолот си се лачи континуирано. Нели, од храната си се лачат хормоните, нели, како што кажа, чистите хормони се лачат од одредени делчиња од нашата синџирна исхрана. Така да кортизолот си се постојано и повторно си се обновува. Значи, хормоните не се нешто што се трошат. Ме разбирате? Така. Ги има постојано. Се додека се храниме. Не зборуваме во состојба на нели хроничен глад, па анорексија го велиме тоа медицински, нели каде што навистина се нема храна и тука веќе нели е летаргија една, нема ни мозокот ниту организмот повеќе енергија. Нема енергија. Енергијата е шекерот. За нашиот мозок енергијата строго шекерот. Ниту белковините, ниту мастите. Нашиот мозок користи само шекер. Само шекер, само глукоза. А зошто се јавува тој надбубрежен замор, за кој што можеме да прочитаме, или пак адреналински замор? Па како замор, тоа е повеќе истрпеност на целиот организам. Не е тоа дека хормоните престанале да се лачат, како што вака логично, нели, изгледа. Значи, тоа не е медицинска диагноза. Континуирано си се лачат хормоните од храната, доколку нели патот и ензимите се присутни и така натака, ќе си се лачат сите хормони како што е потребно. Организмот се исцрпува, мозокот се исцрпува, мускулатурата се исцрпува, токму заради целата ова состојба на хроничен стрес. А доколку се нивоата на кортизол и адреналин ниски, тоа дали е проблем? Тоа е веќе друго. Тоа е Тоа е веќе друго, да. Не е поврзано тоа е веќе друга болест. Стрес? Не, тоа е како што да речеме не. Тоа е веќе болест. Значи доколку се ниски, тоа значи дека надбубрежните жлезди не функционираат од разноразни болести или пак хипофизата, тоа е нели, која што ги стимулира надбубрежните жлезди да лачат кортизол, или таа не функционира. Или имаме операција тука, или значи хипофизата да ја отиде во
надворот функција. И тоа е веќе состојба која што предпоставувам болест. бара сериозно третирање. Доколку сме постојано изложени на стрес и сите хормони се покачени, што можеме да направиме за да нормализираме оваа состојба? Има ли начин да се симне главниот хормон на стрес, кортизолот? Прашањето е за $1.000.000. Како да се справуваме со стресот? Тоа е веќе повеќе психолошка работа. Во денешно време многу тешко оди тоа, заради тоа што сме во константен стрес. Сите нема воопшто, да речам, некој да познавам да живее мирно, да живее комотно. Сите сме под некаков стрес, сите трчаме дали на работа, дали дома, обврските да се направат. Постојано сме со мобилните телефони, со компјутери. Постојано слушаме и разбираме работи од светот кои што пред 30-40 години пред сето ова да постои, нели не сме ги слушале, не дека не постоеле. Така да тука веќе им давам предност на психолозите и по потреба и психијатрите. Како да се справиме со животните предизвици, со животните проблеми, тоа е состојба на нашата психа. А докторке, може ли да се случи кортизолот да ни биде покачен и поради нередовниот животен стил, да речеме да имаме поинаков биоритам, се спиваме рано наутре, навечер сме будни. Споминавте дека има циклично се излачува, не е исто нивото на кортизолот и на останатите хормони во текот на денот. Дали и тоа представува стрес за организмот и дали тоа ќе доведе до нарушени вредности на овие хормони? Циклично, скоро сите хормони се циклични во текот на денот. На кортизолот особено е цикличен пристапот, затоа што најмногу се лачи кортизолот. Имаме дневно нокна ритмика на кортизол. Започнува со нашето будење. Значи, кортизолот е највисок во текот на утринските часови. А кога е најнисок? Навечер. Не, кортизолот е највисок во текот на утринските часови и понатака како оди денот се симне. Значи, за секоја вредност има, за секој дел од денот имаме вредности. И го велиме дневно ноќен ритм на кортизол и тоа го испитуваме кај нашите пациенти кога испитуваме тумори. Тоа ни е, да речам, дел од нашата евалуација. Значи, кога легнува пациентот во болница и кога ништо посебно не му се случува, нели, да речам, исклучене од сите работи, баш само за испитување, и тогаш дневно нокната ритмика е пореметена. Во делот на кога е највисок, значи највисок е тој, исто како и хормонот за раст, значи сабајле, и понатака во текот на денот полека се смирува, да во текот на ноќта или околу 12 часот е најнизок. И потоа повторно почнува истиот циклус. Со тоа да на прашањето, ако некој редовно станува во 12 часот на пладне и таков му е животот, кортизолот го следи тоа. Значи, неговиот во 12 час ќе му биде највисок кортизолот немој. Ако не би требало да му биде највисок, нели, доколку би станал во 6. Значи, се прилагодуваат хормоните према нашите. Така, а ако правиме некакви промени, едно станеме во 12, едно станеме во 6. Тоа е проблем. Затоа и да речеме, конкретно здравствените работници, луѓето што патуваат многу често, менуваат временски зони, стюардесите, пилотите. И ти што работат во смени? Да, сменските работници, општо сменските работници, особено оние што менуваат и временски зони, имаат многу поголем број на инфаркти и многу поголем број на карциноми. Значи, статистички е докажано дека тие луѓе со таков нередовен живот имаат проблем. И за тоа се секако одговорни хормоните. Значи, хормоните може да доведат до сериозни болести? И доведуваат, апсолутно доведуваат, дури и овој начин на живот може да направи болест. Тоа се велат психосоматски болести, нели? Психа е, нели, состојба на свеста, а сома е тело. Значи, состојбата на свеста, односно умствените работи, кои што на вистина и вистински доведуваат до, да речеме, чирот на 12 палачно црево или на желудникот, е една од карактеристичните, вака, попознати болести, менаџерски болести, нели? Не заради тоа што сите овие хормони доведуваат и до зголемено лачење на киселини. Кортизолот имено го прави и тоа. Доколку е во поголема количина и доколку е во поконстантно, подолго време траење. Можеме се почесто да видиме луѓе кои што не може да ги контролираат емоциите, кои што се избувливи. Можеме да сме сведоци, сме во сообраќајот дека има постојано кавги, расправи и слично. Дали ова значи дека овие луѓе се соочени со големи
нарушувања, би рекла, на хормоните, покачен кортизол, Не, адреналин. сега што е попрво кокошката или јајцето? Аха. Така не, ти велиме дека има краток фитилјот, нели? Така, Така да. обично народски се кажува, не мора да е тоа поврзано со хормоните. Тоа е со темпераментот повеќе поврзано. Психичка работа. Но стресот може да не промени како луѓе, може да поради излачувањето на овие Точно. хормони да Може. бидеме поизбувливи од вообичаено. Да. Па сведоци сме сите, дури и ние, нели што сме во оваа просторија тука, дека кога сме под поголем стрес и под константен стрес, ние сме и поизбувливи, понервозни, понепријатни за околината, повеќе викаме. Или пак во некоја спротивна, нели, сфера ќе одиме, се повлекуваме, па сме депресивни, па не сакаме да видиме никого. Секако дека стресот ги прави сите тие работи. Кога сме под стрес, учиме ли да живееме на зголемени нивоа на одредени хормони, или некој знае да речат, со тоа ја започнав емисијата, зависник сум од адреналин. Можеме ли да станеме зависници од покачени вредности на овие хормони, да ни е проблем доколку тие се нормализираат и се симнат? Да, тоа се случува скоро со сите нас. Сите ние се научуваме на тоа и се учиме. Но на крајот на денот тоа не е здраво. Организмот ќе настрада. Значи ќе настрада во некој сегмент. Нешто ќе се случи. Значи тоа е тоа што го зборуваме психосоматска работа. Значи точно тоа што ние сме адаптирани и научени на овој начин на живот, го менуваме нашиот имунитет. Токму затоа се присутни и аутоимуните болести во толку голема концентрација, во толку голем квантитет. Скоро па и да нема човек да нема некаква си аутоимуна болест. Почнувајќи од тироидната, нели, болест, од Хашимотото, добро познатото Хашимотов тироидит, нели. Тоа е аутоимуна болест исто така, и кога вие сте под поголем стрес, тоа се активира, антителата растат. Кога малку сте смирени, имунитетот е подобар и антителата се намалуваат. Значи има вистина во тоа што вела дека луѓе кои што се премногу емотивни, кои што ги голтаат емоциите и ги држат во себе, имаат проблем со тироидната жлезда. Може ли да немаат Хашимото, значи автоимуна болест, а да имаат нарушување во функцијата на жлездата токму поради нарушувањето на останатите хормони на стресот? Евентуално хипофизата ако е настрадана. Иначе 95% од нарушувањата на надбобрежната жлезда паѓаат на аутоимуно заболување. Било да е во хипофункција, било да е во хиперфункција. Ке ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Предпоставувам дека имаат прашања кои што се поврзани со хормоните на стресот, со оглед на тоа што постојано живееме во едно стресно обкружување. Велиме дека живееме со хроничен стрес, па еве, ги очекуваме и вашите прашања на телефонскиот број што ќе биде испишан на екранот. Доцент доктор Искра Битовска, ендокринолог, е гостинка во студиото, та ќе ги даде одговорите на сите ваши дилеми, а секако и на бројните наши прашања поврзани на темата на која што говориме. Споменавте дека кога имате сумнеш дали е покачен или пак е низок кортизолот, адреналинот или било кој хормон на стресот, се прават испитувања лабораториски. Кога станува конкретно збор за кортизолот, дали секогаш мора да се испита неговата вредност преку крвта? Може ли преку урина да се добие вредноста, преку плунка и слично? Може и преку урина, може и преку плунка, со тоа да кај нас во нашата земја наједноставно е преку плунка, во 23 часот навечер, околу полнок, да се испита. Меѓутоа, ние немаме такви методи, инаку е наједноставно. Има луѓе што не сакаат да се боцкат, меѓутоа, кај нас таква метода не постои. А што се однесува до урината, се испитува во 24 часовна урина. Значи, треба да се собира. Како што ви каже, во еден сегмент многу малку. Ништо не значи. Да, многу малку. Дури и тоа, ако го испитаме преку плунка, тоа треба да се испита повеќе пати во текот на денот. А за урината, метаболитите на кортизолот, значи се испитуваат во 24 часовна урина, или пак слободен кортизол, кој што е оној кој што е активен. Тоа е тоа. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ве поздравувам, ви ги честитам празниците. Ви благодарам. Ви благодарам. Се јавувам да прашам, се работи за млад член од фамилијата кој до сега има некоја историја на анксиозност, на доживеани стресови и ми се чини дека се уште и во нестресни ситуации останува некоја реакција низ која може да се прочита дека тука некои хормони на стрес се поактивни, по тоа што адамовото јаболко на членот на семејството многу често вибрира, оди горе-долу. И по тоа приметувам дека има таму некои мисли, некоја загриженост. Дали тоа некако е поврзано и дали е тоа некаква опасност, како да се реши тоа?
Значи, стравувањата ви се, бидејќи се забележуваат подолго време симптоми на анксиозност, ако добро ве разбрав. Вака се забележува тоа некое треперење на адамовото јаболко. Треперење на адамовото јаболко забележувате. Да, се работи кај машки член од За машки член. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали е тоа некаков проблем треперење на адамово Може да јаболко? биде, не, треперењето на јаболкото не. Но доколку имаме проблем со не со стресот сега, зборуваме сега за покачени нивоа на кортизол од друга аспект, причина. од друга причина, анксиозноста или депресивноста е придружен елемент на болест, така наречена Кушингова болест, нели? Мислам дека вака, кој што се соушил со тоа го знае името. Така да, често пати тоа е предвестник, значи, зборувајќи за симптомите или за клиничките знаци на зголеменото ниво на кортизол, може да оди со висок крвен притисок, може да оди со анксиозност претерана, добро што ме потсети пациентката, може да оди со пореметување на циклусите, може да оди со пореметување на либидото, со падање на косата, со појавување на модрици по телото без причина, со појавување на стрии по телото, значи тоа е задебелување во стомакот. Значи сега зборуваме за болест, нели? Не зборуваме за стрес и покачени нивоа на кортизол на стрес, туку зборуваме за зголемено ниво на кортизол во состојба на болест, присутен тумор, односно аденом на надбобрежната жлезда, кој што лачи зголемени нивоа на кортизол. Црвени стрии по стомакот, но анксиозноста е, сега, знаете што анксиозни сме добар дел од луѓето, тоа не значи дека нели сите луѓе имаат покачено ниво на кортизол. Во секој случај е како еден од симптомите, но не мора да значи, не е специфичен. Но советувате и ве доколку се провлекува подолго време да се направи едно испитување на кортизолот или? Не би било лошо, зашто да не, лошо. секако треба кај матичен доктор да се јави и да види во консултација со матичен доктор како понатаму. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум имам години 73. Така. И тироидната жлезда, значи имам проблем на долна граница ми е тироксинот. Потоа шеќер имам и тоа минатата година ми се констатира. И имам проблем со многу потење. Дали има врска кортизолот? Сакам да прашам. Потење во смисла дневно да се испотите 10 до 15 пати и при тоа мислам дека просто немам снага да сработам нешто низ дома или ако работам, тоа е веќе многу малку. Значи, сакам да знам, дали се работи дали има влијание кортизолот врз во оваа состојба и си симптомите што ги набројавте. Или има некој дисбаланс на хормоните. Ја не знам зашто се работи, а одам на контрола, мислам сега на 8 месеци имам контрола за тироидната жлезда. Значи на долна граница ми е тироксинот и имам чворчиња, чворови 15 милиметри или како се рачуна и на левата и на десната страна. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторки. Значи, повеќе има врска, би имало врска тироксинот со ова отколку кортизолот, со ова често потење, со обзир на тоа дека се работи за возрастна, нели, за возрастна личност, 73 години. Спомна нели дека со тироксинот сега има контрола и ќе види зошто и треба да се види зошто е тој, да речеме, на горна граница, но често пати и без, значи неврзано за кортизолот и неврзано за тироксинот се случуваат вакви работи. Тоа е работа на потните жлезди. Значи откако сите овие хормонски пореметувања ќе се исклучат, секако дека ги правиме, значи правиме анализи за тироксинот и за кортизолот, но често пати се случува ниту еден од хормоните да не е виновен. Едноставно потните жлезди решиле самоиницијативно да се активираат. Од време на време се случува тоа и без никакво хормонално пореметување. Но може ли да се случи од покачен кортизол, да речеме, потење во сон? Некои се жалат, се потат само во главата или... Не е нешто посебно типичен симптом. Не е типичен. Не е нешто посебен симптом, да кажам. Симптом кој што би се го поврзале со и плюс дијабетесот, нели? Да, кој веќе имаш и дијабетес. Да, така да... Може би тука некакви конкретно со ова не. Осцилации. Не знам тежината. Обично покрупните луѓе, дебелите, да ги наречам покрупните, се и многу повеќе потат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден.
Добар ден за добар ден. следниот гледач. Да, ве слушаме, Јас сум повелете. Аминија. Да, вие сте, ве слушаме. Ева, едно прашање. Дали докторката, дали од стресот може да има болки во стомакот и откажување на бубрезите, покачување на крвен притисок, шекер, така, мислам, тие болести. И уште едно прашање, јас сум на диализа, со болести ми откажа бубрезите од вакцините од короната, и откако ми откажа после 2 години, скоро 2 години, не година и нешто, престанав да мокрам, али се потам претерано. Секаде во низ телото. Значи, вие сте на диализа, колку што ве разбрав, се потите и сега прашањето ви е дали може стресот да доведе до откажување на бубрезите, ако добро ве разбрав, болки во стомакот и сите останати. Да, мокрев кога почна диализа, мокрев по 2 кила. Сега не мокрам. Така, добро, сигурно имате некакви промени во однос на откажувањето на бубрезите. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да искоментирате во однос на оваа ситуација? Во главном, секој човек што е болен од било каква болест, секако е по стрес. Меѓутоа се научува да живее со тоа. Генерално, значи, не би го поврзала кортизолот, односно стресот со сета оваа состојба на пациентка. Со оваа состојба. Вие споменавте дека покачениот кортизол може да доведе до зголемување на телесната тежина. Да. Само доколку пациентот има болест, тумор на надбубрежните слези, или доколку е изложен на хроничен стрес, па му е покачен кортизолот, повторно може да се соочи со проблем со дебелината? Во секој случај пациентот јаде повеќе. Значи, самиот кортизол, кога е во поголеми количини, самиот прави редистрибуција на масното ткиво. Затоа кажав, значи, ако човекот не бил претходно, конституцијата не му е таква да има стомачна дебелина, доколку има болест, односно аденомче или тумор на надбубрежната жлезда, во тој случај се прави редистрибуција на масното ткиво и тоа се таложи тука. Ако било тука, сега ќе се таложи тука. Но во принцип, стресот е поврзан со јадење, но повторно тоа зависи од состојбата на свеста. Например, јас сум човек кој што кога е под стрес не можам да смислам храна. Но најголем дел од луѓето кога се под стрес компензираат со храна. Најголем дел. И ќе речат се дебела од стрес. Не се дебелата од стрес, они се дебелата од прекомерно внесување на храна, нели дебелината. Само така настанува кога внесуваме повеќе храна. Значи пак да разграничиме. Ако се работи за тумор, тогаш туморот неконтролирано се лачи кортизол без никаква супресија, без никакво кочење нели од нашата хипофиза, да, или доколку се работи за тумор на надбубрежни жлезди, тој самиот си ја прави таа работа, редистрибуција. А она што ние јадеме, ако јадат луѓето повеќе под стрес, тоа е веќе чиста психичка работа. Значи не може да го обвинат кортизолот за овој проблем. А има ли одреден тип на храна што би можел да го покачи кортизолот? Па нема некој посебен тип на храна за покачување, че не оди тоа туку така. Хормоните си се во совршен баланс, доколку нема болест, се разбира. Значи, доколку некој пациент има покачен кортизол, не правите некакви режими на исхрана, да се отфрлат одредени продукти? Покачувањето на кортизолот. Прво мораме да видиме дали е од органска природа или од функционална. Значи, органската природа бара еден пристап. Што значи органска природа? Значи да има тумор или на хипофиза или на надбубрежната жлезда. Тука е еден пристапот. А доколку е под стрес човекот, па затоа е покачен холестеролот, тука е веќе пристапот психолошки. Психолошки, значи тогаш ги препраќате пациентите на психолог или на психијатар? На психијатар, да, во секој случај, доколку е многу ретко успеваме во тоа. Не разбираат луѓето за ова што им го зборуваме, дека ќе направиме тест и ќе видиме. А ако е тестот во ред, во тој случај немате повеќе работа со нас. Значи нема тумор и тоа е она што нас, нели, ендокринолозите најмногу не интересира. Значи, оските работат совршено, да. Но многу е битно тоа да се исклучи. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Дали е можно да се јави стрес кај мало дете од 7 години со појава на уртикарија иси по целото тело? И ова е едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли стрес да се јави кај мало дете, при тоа уртикаријата да биде всушност причина предизвикана всушност од стресот? Да, може, како не?
Може секако. Значи, на сите возрасти На се сите засегнати возрасти. од стресот. Да. Секако, тоа обично се вика неуродерматит. Неуродерматитот е или дермографија, значи промени на кожата кои што се јавуваат под стрес. Значи целиот организам страда. Значи, доколку ни се На јави секој ниво. ненадејно алергија, екземи и слично, тоа би требало да не замисли дека можеби се случува може би нешто... органски, може би е вистински, да речеме, предизвикано како алергија, но сепак, што е алергијата? Алергијата е промена на имуниот систем. Променет имун систем од различни причини. При тоа се даваат кортикостероидни креми, кога има алергиска реакција. Што содржат? Што е тоа? Дали исто што и кортизол? Значи, кога се даваат кортикостероиди при алергиска реакција, алергиската реакција предизвикува низа на други реакции кои што се од воспалително потекло. А кортизолот практично делува антиинфламаторно, антивоспалително. Значи, синопен, кога даваме синопен како, нели, познато ви е веројатно синопенот Така, како сите ампула или како го за да знаеме, се, така. нели, едни рецептори блокираат, но даваме и дексаметазон, значи вид на кортикотерапија, за да се намали инфламацијата. Ако сте забележали и при други автоимуни болести, се дава кортикотерапија, за да се намали инфламацијата, за да се спречи воспалението, но тоа е тоа не решава работата. Дали тоа значи дека надбубрежната жлезда не си ја врши работата во тие ситуации? Што Не. треба да се дадат кортикостероиди? Може ли да Во не тие се излачува доволно, да речеме, Во тие ситуации кортизол? она си реагира, меѓутоа не е тоа доволно за да го смири имуниот одговор. Значи, имуниот одговор е предизвикан од нешто друго. И затоа додаваме кортикотерапија, која што кога ја додаваме на нормална надбубрежна жлезда, може повторно да ги направи истите овие работи што ги спомнавме, како кога имаме тумор на надбубрежната жлезда. Од и тогаш ја додаваме во вишок. Во вишок. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден, Повелете. се слушаме? Да, во програма сте, ве слушаме. Повелете, го очекуваме Маријана вашето на прашање. телефон. Поздрав до вас во студиото Благодарам. и до вашата гостинка. Имам едно прашање до неа. Значи, покасно малку се вклучи во вашата програма. Јас сум оперирана на надвобрежната ми е извадена со аденом 4/4. Така? И би сакала поконкретно да ми објасни вашата докторка од што поточно се добива, дали постои можност за повторно добивање на другата надбубрежна жлезда. Така. Добро, ви Да. благодарам. Вршам, значи, редовни контроли, се е во ред до сега, но сепак не ја слушна вашата докторка од што поточно се добива тоа. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Познати ли се причините за појава на аденомна надбубрежна жлезда? Па не се познати. Тоа е исто како и сите останати тумори. Значи, како сите и чворовите на надбубрежната, и карциномите. Значи, немаме... Повеќе се познати причините зошто престанува работата на надбубрежната жлезда, зошто е оштетена, отколку зошто почнува во одреден момент еден сегмент да лачи автономно, самиот да реши да лачи автономно. Постои шанса и на другата надбубрежна жлезда да се јави исто Апсолутно, аденом? Да, постои. Постои и на едната. Многу често пациенти ни доаѓаат со два аденоми, еден на едната, друг на другата. Ако се отстранат двата аденома, односно двете надбубрежни жлезди, може да се живее функционира нормално? како не? Да, само што обично во такви случаи, кои што не се баш чести, че имаме критериуми кога и зошто ги вадиме, че има повеќе тестови, освен ово што ви го спомнав. И доколку се поголеми од 3 см, да речеме од 4 см во диаметар, тогаш секако се вади надбубрежната жлезда. Без исклучок, без разлика дали е активна или не е активна. Затоа што големината сугерира веќе малку и размислата оди, нели, и на малигни болести. Доколку имаме два аденома, кои што се над пак 3 см или над 4 см и двата. Едниот е, например, 5, другиот е 3,5 или 4,5. Тогаш се решаваме да го вадиме поголемиот. Но не затоа што тој очекуваме дека би можел да лачи, да речеме, нели? Но немаме таква диагностика во нашата земја да направиме, да видиме
кој од тие два аденоми лачат. Значи, тоа е диагностика која што немаме кај нас. Инаку по правило и по протокол би требало да се види која од нив лачи. Постојат методи. Значи може да има и аденом и тој да не лачи. Апсолутно. Па затоа ги правиме овие работи, Така, ние не така. секој аденом го вадиме. Може да е и помал, може да е 1,5 сантиметар, но да лачи. И ние тој секако го вадиме, односно ги пракаме луѓето на операција. Може да е 2 сантима и 2,5, ма многу аденоми кои што воопшто не лачат. Значи, тоа се тие тестови повеќе кои што ги правиме за да видиме дали аденомите лачат или не, за да не ги пракаме луѓето џабе на операција. Но со една надбубрежна жлезда може нормално да се живее? Со една може, затоа што таа сама малку, исто како со еден бубрег. Значи, ако имате два бубрега, едниот е заболен, може да се извади едниот, другиот малку се зголемува, компензаторно, но си ја превзема улогата и на двата. Така. Истото се случува и со надбубрежните жлезди, со сите парни органи всушност. Другата си ја превзема улогата, но со, чести контроли кај нас и си продолжува да лачи хормони, не само кортизол. Кортизолот е само еден од многуте хормони на надбубрегот, но исто така и без две жлезди се живее. Се додаваат хормони Субституција. однадвор. Значи може и да нема две надбубрежни жлезди и човекот да живее. Имам уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, и јас сум со тумор на левата надбубрежна жлезда. Така. Ме интересира до која големина може да се третира со ништо. Ја не пијам никакви лекарства, само го следам. Едно 3-4 години големината останува иста, со 27 милиметри, со 22. И што ќе ми советува докторката? А имате проблеми со хормоните или не? Не, немам ништо Немате. проблеми. Само имате промена, односно аденом на надбубрежната жлезда во ред. Така, да. ви благодарам за вклучувањето во програма. Прашањето на гледачката беше до која големина може да Големината ја се кажав, толерира. туку зависи дали се хормонски активни или не. Значи, над 4 см секако ги оперираме. Се што е под 4 см го следиме, но мораме да ги направиме сите тие тестови, од време на време ги правиме, за да видиме дали е туморот хормонски активен. И независно од големината, ќе повторам, доколку е туморот хормонски активен, доколку лачи некаков вид на хормон кој што го создава надбубрежната жлезда, во тој случај секако жлездата мора да се извади. А што доколку надбубрежната жлезда престанала да ги лачи хормоните, како што се кортизолот и адреналинот? Има ли терапија со која што секако. може да се поттикне жлездата повторно да почне да лачи? Тоа не? Не. Кога еднашка жлездата е оболена и разболена, не постои начин како таа да се натерате и сушена. Аха. Значи, не можете едно растение кој што се исушило да го натерате повторно да расте. Жлездата кога е уништена од различни причини, болести, во тој случај додаваме хормони однадвор. Значи тоа е Орално. хидрокортизонот или декортинот, да. Хормони додаваме и на тој начин го решаваме проблемот. А какви симптоми имаат пациентите како што не се излачуваат овие? Како што е ова во плюс, нели, Ова како ќе што биде сите- сега во минус. Апсолутно. Значи, Намален крвен пациентите ни притисок. се адинамични, без волја, бледи заради анемијата. Исто така има опаѓање на коса, изостанок на циклуси кај жените. Многу низок крвен притисок, скоро пијат континуирано. Значи поспани се постојано. Многу слични како хипотироидизмот, многу Аха. слични како овие хормони. И мора да се јават на лекар секако и има одреден електролитен дисбаланс. Значи натриумот и калиумот се различни во едната, различни во другата ситуација, така да и тоа треба да се земе во обзир. Значи, лабораторијата. сложена е ситуацијата што веќе има и меѓу другото електролитен дисбаланс. Значи да заклучиме дека рамнотежата на хормоните всушност клучна за нашето здравје и Така е. да се обидеме некако да го минимизираме стресот, доколку стресот ни причинува проблеми. Тоа е навистина голема умешност. Советувате еве да спортуваат пациентите? Им давате ли некакви совети од тој тип пред да ги Секогаш. упатите на психолог или пак на Секогаш, психијатар? но за жал, ретко кој знае да слуша. Секако дека им даваме совети како да се откако ќе установиме да речеме дека нема органски проблем. Доколку има органски проблем, тогаш го решаваме поинако, но доколку нема органски проблем и доколку видиме дека се е окей, значи тука цела хормонска палета правиме, значи далеку од тоа дека само кортизолот го испитуваме.
Многу хормони се засегнати и Значи секако полови, дека- тироидни, Да. Сите? Да, секако. Особено репродуктивните. При стрес најмногу страдаат репродуктивните хормони. Репродуктивната оска е прва испаѓа при било каков хормонален испад. Тоа е прва што ги носи пациентите кај нас, односно кај гинеколог. Нели? И откако гинекологот ќе направи гинеколошки преглед и ќе види дека тамо горе-доле е се во ред, најчесто ги праќа до ендокринолог. Значи, прва при сите, да, при стресот кај жените прво При голем стрес жените знаат да кажат дека влегле во менопауза, дека им прекинале циклусите. Можно е тоа? тешко дека Или влегуваат. случајно се поклопиле Не, работите? доколку нема циклуси, значи они прво одат на гинеколог. И гинекологот, значи, целиот тој репродуктивен систем има еден изглед кога е во менопауза Така. жената и без да направи хормонален статус, има сосема друг изглед, нели, лик, кога е жената од некоја друга причина пореметувањето. Така да гинекологот таа Може работа убаво ја решава во да старт. процени. И потоа, нели, ги праќа кај нас да видиме која е другата причина, дали пролактинот висок, дали стресот, дали дебелината многу често го прави тој полицистичен оваријален синдром, нели, па имаме ановулаторни циклуси, односно изостанок на менструации, но како и да е, тука прво се одразува, тоа сакав да кажем. И секако дека советот наш е и промена на животен стил, пешачење повеќе, движење повеќе, регулирана исхрана, многу често совет со психолог. Сериозно, мислам. И тоа сериозно треба да се Апсолутно, свати, да. не треба да се има Да. некакви предрасуди, стигматизација во однос на ова Ете прашање. така, токму така. Бидејќи цела низа на хормони се нарушуваат, со Сите. разговор со психолог и психијатар може проблемот да се реши. Така. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за убавото појаснување поврзано со ова сложена тема. Ви благодарам на поканата. Се надевам нешто од нешто барем успеав, барем од прилика некаква слика да дадам за стресот, колку многу ги менува хормоните и колку многу продуцира болест. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и обидете се да го менаџирате вашиот стрес. Имате убаво, пријатно и мирно попладне.